Денес во Штип започна караванот на програмата Општинско корисна работа со организирање на креативно-информативни работилници. Учество зедоа представници од 3 плански региони, од источниот, југоисточниот и вардарскиот, со представници од општините, центрите за вработување, социјални работи, невладени и младински организации. Сепак се насочуваат на ранливите категории кои се во центарот на вниманието. Општинско корисна работа еве 12 години се имплементира, нели, уште од 2012 година и позади себе има една богата историја во која што пред се да потенцираме дека преку оваа програма се креираат или се унапредуваат услуги, социјални услуги на локално ниво, така да ние ја доживуваме Окара пред се како база и како ресурс за развивање на тие услуги, меѓутоа во исто време даватели на услугите се лица невработени, кои што нели преку вклучувањето во програмата се стекнуваат со соодветни скилови кои што понатаму доведуваат до нивна зголемена вработливост на пазарот на трудот. Програмава не ја реализираме сами како UNDP, него таа е во соработка со нашите партнери на национално ниво, Агенцијата за вработување и нели Министерството за труд и социјална политика. И во цел тој еден контекст, низ изминативе 12 години, околу 80.000 крајни корисници има добијано услуги. Воедно на денешната средба од Македонска каменица велат дека веќе 11 години се корисници на оваа програма, користат многу активности. Исто така велат дека во приоритет е програмата за грижа на стари лица. Грижа и нега за стари и изнемоштени лица, грижа за лица со попреченост, лични асистенти и образовни асистенти во средното училиште и основното образование и ангажирање на лица со попреченост за активности што можат да ги спроведуваат како во општината, така и во институциите во Македонска каменица. Посочуваат дека на терен согледуваат нови ранливи групи на кои допрва ќе им треба помош. Со новото темпо на живење излегуваат целни групи како зависници, малолетната популација и честото одење во казино. Истите ќе имаат потреба од психолошка помош и социјална поддршка. Ние како социјален провајдер обезбедуваме помош и нега во домот и кај изнемоштени лица, лица со посебни потреби без разлика на нивната возраст. Исто и кај старите лица поради иселувањето на младите, па така старите болни лица остануваат сами и нема кој да се грижи за нив. Меѓутоа, преку излегување на терен, со досегашното искуство мапиравме голема потреба и кај други ранливи категории, кај кои доправа ќе има потреба за помош. Меѓутоа, со помош на овие работилници ќе научиме нови знаења и ќе размениме искуства со кои ќе изнајдеме решенија за помош на ваквите лица. Посочуваат дека со оваа програма делуваат во околу 60 општини, со предизвик да вклучат уште 20 општини. Опфатени се околу 4800 даватели на ваквата услуга. Со што оваа програма била иницијатор на национално ниво да социјалните сервиси ги пропознаат државата и да влезат во рамките на овој систем.